Бидете херои на честноста, нова кампања би ја нарекол на антикорупцијската комисија во соработка со неколку организации и други ќе ни соопштите подоцна во држава во која што секојдневно вестите барем една третина е поврзана со некакви корупцијски афери, скандали, нетранспарентност на институции и така натаму сето она што може да води. Ова е насочено кон децата, кон оние кои што би рекле дека се почисти души. Какви резултати гледате таму и што сакате да постигнете со ова? Многу излезе интересна кампањава. Најнапред ве сакам да кажам дека оваа кампања ја направивме со поддршка на Меѓународната фондација за изборни системи, ИФЕС, и поддршка од USAID. И јас сум многу благодарна, бидејќи без нив немаше да успееме во ова. Одиме во повеќе училишта, до сега бевме во 2 училишта, Петар Попарсов и Коле Неделковски. Децата се многу отворени за соработка, отворено зборуваат за проблемите, размислуваат на глас и тоа е многу добро, додека имаме таков пристап од нивна страна, мислам дека имаме и надеж дека можеме нешто да постигнеме. Ангажирани се и глумци кои што на многу едноставен начин им ги доближуваат примерите на дечињата и им помагаат како полесно да ги препознаат добрите и лошите работи. За жал, како што споменавте и вие, корупцијата стана начин на живот кај нас. Дури толку е длабоко вкоренета што некои луѓе сметаат дека тоа е единствениот начин, дека нема поинаков начин да се дојде до некоја цел и да се успее во нешто. Така што е многу потребно, исклучително неопходно, она што значи нашата иднина, тоа се нашите деца, да ги оставиме заштитени и да останат чисти, невалкани од овие коруптивни состојби кои што се присутни кај нас. Она што сега ние ќе го вложиме во нашите деца ќе даде резултат во иднина. Она што сега сме сведоци е резултат на тоа колку и како било постигнато или направено во претходниот период. Децата кога ќе се родат се табла неиспишана, што викаат старите, и многу е важно каков ќе биде пристапот и на родителот, меѓутоа и на наставниците. Родителите се одговорни за воспитување на децата, а понатаму наставниците за да ги образуваат децата. Меѓутоа, без разлика кој колку и како и да им кажува на дечињата, многу е битно каков пример ќе остави. Примерите повеќе ги учат од било која лекција. Што тие подразбираат под термините корупција или оние примери што секојдневно ги гледаме? Дали се тоа кај нив оценките, паузите? Да, разговаравме за повеќе примери, дури им направивме една кратка анкета на прашањето дали сте сведоци дека се случува некаква неправда, незаслужени оцени и така натаму. За жал, резултатите се скоро идентични во двете училишта. За жал, повеќе од половина одговорија дека се сведоци. На прашањето кои се причините за да се случуваат такви нешта, изборот на одговорот родителите фаќаат врски беше кај 90% од децата, што е лоша оценка. Понатаму, дали некому се обраќаат за проблемот, кому му кажуваат, повеќе од половината одговорија дека кажуваат на родителите. Ние разговаравме за тоа да има онакви кутии или сандачиња во училиштата каде што ќе можат анонимно да кажат нешто, нели? Во едно училиште имаше, во другото немаше, а таму кај што имаше децата викаат, па ние ставаме, ама кој ги чита? Дали ги чита некој? Понатаму разговаравме во повеќе примери и Игор ги прашува дали, например, ако сте сведоци дека некој земал пари за нешто, ќе го пријавите. Едно детенце вика, да, јас ќе го пријавам. Другиот вика, а како не, па после ја да имам проблем. А третиот вика, па ја ќе го прашам, ако ми даде пола, не го пријавам. Значи, типична слика на она што се случува. Затоа, многу треба да водиме сметка. За децата треба да ги учиме, да ги сакат и да ги градат вредностите, да го зајакнуваат својот интегритет, разговаравме за тоа,
што е интегритет, им објаснувавме што е потребно за некој да не прави нели лоши работи, и Игор вика на буквата И, вика искреност. И толку беше тоа искрено од нивна страна. Мислам, тоа е едно поле на кое што треба многу да се работи. Ние дури во нашата стратегија ставивме предлог уште од градинки да се воведе, да се учат децата на вредности, што е добро, што е лошо. Знаете, гранката се витка дуре млада. Добро, така што тоа би требало нели од семејството да потекне прво, па да, нормално и рековме, понатаму, но рековме, знаете, ова е старите една велат, глобална и широка старите тема, велат посебно за работи со Македонија. срце, работи со ум. Работи со срце значи биди воспитан, работи со ум биди образован. Едното е од дома, другото е од училиште. Значи едното без другото не оди заедно, меѓутоа треба да бидат свесни и да знаат да ги препознаат. Каков пример возрастните во владата им даваат на децата? Па сега ќе се согласиме дека сите примери не се добри. Има исклучоци на добри примери, за жал, што добрите се исклучоци, меѓутоа ова се што се емитува на информативните програми по телевизиите, најчесто ги презентираат лошите примери. Така. Ајде да тргнеме од некои од овие примери. Можеби треба и да почесто да се зборува и за добрите примери. Едноставно да се пофалуваат добрите примери, да сватат луѓето дека има и нешто добро, затоа што вака ние имаме перцепција за нашата држава дека буквално се е црно. Добро е што го добивте договорот со Бехтел и ЕНКА, претпоставувам дека е тоа еден позитивен чекор наспроти сето она што претходно се случуваше и дури неможноста да се дзирне во тој договор, но сега прашањето е што понатаму. Најавивте вие комисија која што ќе го чешла и разгледува договорот. Што тоа треба да значи? Не само договорот, него воопшто сите документи, бидејќи се работи за различни прашања од различни области, значи од делот за вработување, од делот за носење на законите, од тендерот, нели јавни набавки, така натаму и договорот, и така и ги насочивме силите, секој има некоја своја специјалност од советниците, така и ги насочивме силите, кога добивме договорот. Имаме ние сертификати за државна тајна, значи можеме да го разгледуваме договорот, така што анализите се во тек, распоредени се задачите по советниците. Вие го добивте целиот текст на договорот, не оној што беше Сега јас морам тоа да проверам, бидејќи предметот не е точно кај мене распореден, него јас само се вклучувам во тимот. Треба да проверам дали е десеткуван или не е десеткуван, дали е цел или не е цел, не би можела да кажам во овој момент. Меѓутоа ќе провериме и тоа ќе го соопштиме, ако не е цел ќе побараме да го имаме целиот. Што очекувате од таму да се изнедри, да дојде, или ако приместите некакви работи кои што не одговараат на стандардите по кои што треба да се занимавате и вие и се разбира и целата јавност, дали ќе излезете со укажувања или со нешто повеќе од тоа? Ајде да видиме што ќе најдеме, како што ќе најдеме, така ќе го формулираме и што ќе биде, не знам. Али мора да биде согласно нашиот закон. Дали ќе биде иницијатива или препорака, или мислам дека би требало, ако се потврди ова што се зборува во јавноста, тогаш би требало да биде некаква иницијатива до јавно обвинителство. Но договорот е веќе и во јавното обвинителство. Добро, како и да е, видете, ова е многу значаен предмет и затоа ние продолживме со работа, без оглед што и во јавното обвинителство е отворен. Продолживме со работа и во тимот вклучивме навистина од поискусните советници и добри истражители, така што јас верувам дека ние да се бидеме чисти, сигурни дека сме виделе се и дека можеме да го потврдиме тоа што ќе го кажеме. Да. Претходно имавте забелешки на транспарентноста и во носењето на законите и во самиот договор? Точно, значи јас сметам дека се што се однесува на парите на граѓаните треба да биде транспарентно кажано. Никој не го интересира за деловната тајна на економскиот оператор каква и дали таа треба да се сокрие од неговите конкуренти. Народот тоа не го интересира толку многу колку што го интересира каков ќе биде финансискиот импакт во државата. Значи тоа требаше да биде јавно кажано според мене. Да се обелодени и покрај тоа што има да се каже, точно да се каже, ние со овој договор преземаме таква и таква и таква обврска.
треба да платиме тоа и тоа, ако закасниме ова, Добро, но тоа се кажа, тие работи се кажа, малку со задоснување и така натаму. Малку со задоснување, меѓутоа добро. Добро, еве, сега ќе видиме што е како и ќе соопштиме. Обично велат ѓаволот се крие во деталите, токму затоа се вели дајте да го видиме договорот за да знаеме. Пообемен договор и треба да се подетално да се разгледа, така да. Да. Добро, куса пауза за реклами и се враќаме во студиото. Со председателката на антикорупцијската комисија Ивановска разговараме околу неколку актуелни теми во врска со поврзани со дејноста со која што се занимава антикорупцијската комисија. Една од тие однесувањето на делот функционерите, министрите, премиерот, некои примери кои што во изминатиот период бодеа очи на јавноста и за кои што и вие имавте укажуваше дури и министерката за добро владење. Едниот е, ајде да ги споменеме, последниот пример со премиерот Ковачевски и неговото заминување на пат со неговите деца. Вие денеска за тоа имавте една изјава. Да. Во врска со патувањето на семејството на премиерот во Америка, јас кажав дека ние ќе разговараме на колегиум, точно разговаравме и го разгледавме етичкиот кодекс и видовме дека тука има простор за постапување на вице-премиерката за добро владење, бидејќи таму точно е предвидено кога се оди на службен пат, дека одговорното лице треба да си плати за сопругата, доколку му е придружба, со исклучок на председателот на владата, кој што во делегацијата може да си ја носи сопругата. Значи, председател на влада може бесплатно, да речем, на терет на државата да си ја носи сопругата. Меѓутоа, за децата не може да биде тоа на терет на државата и мислам дека за да не е добро да има. Тој веќе рече дека за децата лично. Да, меѓутоа треба да го потврди. Треба да го потврди, треба вице-премиерката да му побара документи, не е ништо страшно тоа, треба само да си потврди, да каже, еве од оваа сметка платено е тоа и тоа и нема ништо, така што тука има простор да си провери вице-премиерката. Видете, етичкиот кодекс владата го донесе по препораки на Греко, за тоа беше пофалена и сега тој етички кодекс треба да си функционира. И да се почитува, и нормално, да. Тоа е. Имаше опомени и за Груби, за Артан Груби, за користење на канцелариски простори на Министерството за партиски или други состаноци и за Бујар Османи за користење на службеното возило. Дали овие опомени што имаше за, не знам дали за двете имаше за опомени? За Бујар Османи имаше опомени. За Бујар Османи. Дали овие вродуваат со плод? Дали има резултати? Дали даваат резултати опомените на министерката? Видете, факт е дека до сега немало изречено ниту опомени. Се за прв пат се изрекоа опомени, тоа е некој чекор напред. Меѓутоа, од она што го кажуваат вашите колеги, што се постојано на терен, нели, одат и по пресконференции, ги следат политичарите и така натаму, проблемот се повторува. Тоа значи дека опомената очигледно не е доволна. Опомена е за некој што е совесен човек и доволно не треба ни гласно да се каже, доволно да се погледне, ќе знае дека не треба да го прави тоа што го направил повеќе. Така што споменен не е доволно опомената, односно не се почитува соодветно како што треба. Од друга страна пак, некако мислам дека владата не зазема најцврст став околу користењето, односно злоупотребата на службените возила, иако ќе кажам дека претходниот кабинет на Николовски донесе таков правилник за користење на службени возила, кој што може, колку може да користи, но не гледам дека некој следи како се почитува тој правилник, така што состојбата си останува и понатаму исто. Ако го земеме податокот дека над 2000 возила се службени возила, ако го земеме податокот од нашата анализа дека повеќе од 50% се 24/7, значи не се станува збор тука само за министерства, туку и за јавни претпријатија. Тоа се поразителни бројки, тоа се големи, огромни трошоци кои што оваа држава ги плаќа непотребно. Да, практично сите граѓани на оваа држава ги плаќаат тие условно речено. Тие пари може да се направи функционален јавен превоз и да нема метежи, да нема 5000 коли по една улица, луѓето да не може до работа да стигнат. Значи сите нормални градови функционираат со јавен превоз и на време се стасува. Не, велите опомените не се доволни, укажувањата не се доволни, кој може да го спречи таквиот јавнашлук? Така е. Понатамошните докази дека повторно се злоупотребува службена, фактички тоа се државни ресурси. Така, тоа е злоупотреба на државните ресурси, за тоа веќе може и кривично да се одговара.
Вие како антикорупцијска комисија тука немате некаков мандат за одлучување, насоки за... Значи, треба да процениме материјалноста, да имаме проценка на Јас колку што знам, во Министерството за надворешни работи се направи внатрешна ревизија, иако министерот го негира извештајот, ние сме го добиле службено. И така да може да се направи оценка, да се види доколку не се почитуваат правилата кои што треба да се почитуваат, колкаво е пречекорувањето и колкава е материјалната вредност, односно штета од тоа пречекорување. Ова треба да појде, да речеме, прво од министрите, да речеме, надолу и од директорите на јавните предпријатија или агенции. Така е, знаете, први на отстрел се секогаш министрите, и тоа е влада. Тие се секогаш највпечатливи и тие со својот пример влијаат како и понатаму и другите да се однесуваат, така што тие секогаш Тие треба да го дадат и примерот, така, и да бидат први на поглед на институциите кои што треба да го следат оваа работа. Што станува со законот за потекло на имот кој што требаше да се донесе, работи, усвојува, за кој што вие тврдите дека ќе придонесе многу во откривање на понатамошните однесувања на затоа што јас повеќе пати сум истакнала дека не значи дека она што е пријавено во анкетниот лист и што е пријавено во катастарот како имот на одреден функционер е само тоа. Значи, има бројни случаи до нас што доаѓаат како информации дека, например, и си имаат функционери, не знам, била у Маврово, не знам, било каде, не е битно, значи дополнителен имот кој што е регистриран на друго име. Од таму произлезе потребата дека треба секој граѓанин фактички да се изјасни од каде се изворите за купување на одреден имот. Ние дојдовме до некаква работна верзија, тоа беше проект кој што го започна претходниот вице-премиер Николовски по наш предлог, му се допадна предлогот, го започна и со помош на Совет на Европа почна да се реализира предлогот, дојдовме до некој нацрт решение. Во моментов, веќе подолг период, да кажам некаде од ноември наваму, таа работна верзија е во кабинетот на вице-премиерката за добро владење. Наводно го доработувале текстот, меѓутоа не знам да кажам до каде, бидејќи текстот не е пред работната група. Значи сега чекаме пред работната група да ни достават некаков работен текст, па тој да оди после на Венецијанска комисија и да оди како предлог. По мене требаше многу побрзо да се действува во оваа насока, дотолку повеќе што во услови кога имаме многу напредна технологија и дигитализација, многу лесно може да се спроведе сето тоа, да се следат, само да се поврзат базите на податоци во одделни институции и тоа е тоа. Во изминатиот период имаше и медиумски написи на колеги кои што откриваат купување на имот, например, во Грција, на одреден функционер од Државната изборна комисија, кој што купен на името на бабата. Ваквите, дали ги вие понатаму процесуирате или тоа го оставате на обвинителството? Конкретно за председателот на ТИК имаме отворено предмет и се работи на тоа. Кога очекувате да излезете со некаков тип на податоци? Значи, сите предмети се работат, верувате, ова ни е последна година од мандатот, буквално со многу забрзано темпо работиме, сакаме да си ги расчистиме што побрзо предметите и велите последна година од мандатот во кој што функционирате, тоа значи дека следната година ќе има избор на нова антикорупцијска комисија? Токму така, некаде во ноември треба да се распише конкурсот за нови членови на Државна комисија за спречување корупција. Имаат право истите кандидати повторно се пријават или ова е со еден мандат? Ова е со еден мандат. Добро, ви благодарам и ви посакувам успешна работа до крајот на мандатот и што повеќе остварени резултати. Почитувани гледачи, останете натаму со нашата програма. Тоа беше разговорот со Билјана Ивановска во Аргумент Плюс.